Ние живеевме на водно, пред да се префрлиме во аеродром, баш онаму каде што беше стартот на патеката, каде што се одвиваат трките. Едноставно деца од водно немаа што друго прават. Немаше ни еден човек, беа две куќи горе кои што двајца, тројца што се дружевме и немавме ништо друго освен трки. И ја го продадов моето југо кој што го имав за низград, спортско, го продадов, сите пари ги уложив да направам тркачко возило, нема кола за низград во тој период. Ми беше мојата сопруга девојка, ме поддржа максимално во тоа. Шампион, пехари, успех, се. Другата страна е многу потешка и и син ми сака, и внукот исто се. Искрено ја не би сакал, знаеш, да се вклучат во трките, бидејќи стварно е тежок патот. Дефинитивно немате зони за излетување, возите на патишта кои што се неадекватни за овие возила, брзините надминуваат преку 240 км со Ферарито моментов на некој стази, што е екстремно опасно. Во кружните трки едно се договараме, ако во ситуација некој некого помине да може да го пушти, па не бевме доследни на тоа, се удиравме. Борите против инженери кои што го произвеле тој автомобил и правите подобри времења од нив и не им е добро. Минимум основни средства без удеси, без такви работи е над 500.000 евра. Сум горд навистина бидејќи се тоа е постигнато без академија. Да речеме моите конкуренти тие оделе во школи за возење, не знам академија, ваква академија, така. Сам доктор на науки. Дека треба да се врати водно како патека, треба да се задоволат оние FIA стандарди, да се стават банкини, дупли се тоа. Мислам дека ќе најдеме за сходно да се направи тоа и убаво е за градот и за Македонија. Здраво на сите, и оваа недела секако продолжуваме со Сител подкаст Лабави муабети, бирка сакате лабави разговори со Марко. Денеска на мое огромно задоволство гостин ми е Игор Стефановски, Иџе, нашиот трикратен, така му доаѓа шампион. Европски шампион. Иџе, добре дојде. Добро те најдов, Марко. Како си, брат? На почетокот официјално, после тоа сега ќе си продолжиме другарски. Стварно ми е навистина многу мило што сум кај тебе на емисија, се знаеме од деца. Од деца, бе, да. А не сум ти бил гостин во една емисија, така да. И тоа е моја грешка голема. До сега вака, најверојатно до сега ни емисиите не ми беа во таков тип, за да те повикам да ме видиш, имав на времето, дај побрзе. Штета што тогаш не те викнав да ме бидеш возаш, да. Што се уште не бев толку актуелен, може да се каже, но да не речеме тоа може и кариерата почне. Која година почиџе кариерата тркачка порано многу, да. 2003 година, од 2003 официјално. Ето, 2003 јас од побрзе почнав. Баш така му доаѓа. Гледаш како доаѓа. Штета, може ми требаше јако. Иџе како си ми? Одлично, супер. Периодов порелаксиран или? Па да, порелаксиран, се уште не е почната сезона, почнуваме во април месец, не очекуваат 11 тешки трки, ни цела Европа ќе биде предизвик на вистина. Значи Иџе продолжува оваа година со јако европските трки дефинитивно продолжуваме и како што кажав се подготвуваме со тимот, возилото останува исто, да, така. Да, настапуваме со Ферарито и оваа сезона имаме поддршка и од нив и за уште една сезона, за оваа сезона, така да договорот ни е на 2 години и ќе видиме како ќе биде, има некои доработки кои што се правеа, се надевам дека ќе бидеме уште поконкурентни со подобри времиња, поеќе рекорди, победи и така. Ќе се вратиме за колата, за автомобил, како сакаш. Ќе збориме и за тоа затоа што имаш кажано дека не е за ридски патеки таа кола спремна, но после ќе се вратиме за тоа. Ме интересира сега во овој период од годината кога немаше трки. Што превиже, како го помина денот? Максимално посветен кон фамилијата, дефинитивно бидејќи периодот кога се возат трките од април до септември сум одсутен максимално од Македонија. Да, доаѓам на мал период кога што сум тука и сега е периодот каде што да посветиме време на фамилијата, на децата, сопругата, колку што можеме заедно да го поминеме овој период и нормално обврски кои што ги имам со мојот бизнис, со брат ми, со родителите, онај семеен бизнис, со автоделови, продажба и сервис на возила, така да сега сум посветен таму, но уште малце и се активираме на друг мод каде што трките превладуваат во мојот живот. Тренинзи, таква работа се... Не, за жал немам тренинзи, немаме ни услови каде да се тренира во Македонија. Да, тоа е. Освен оние физички подготовки кои што релативно се трудам да ги одржувам, но све поретко бидејќи навистина времето е све пократко и пократко со обврските кои ги имам, но искуството и она што го имаме собрано сите овие години дава за право да и со ова темпо можеме да бидеме да атакуваме на добри позиции. Браво. Ја од секој што знам, и мислам фамилиарно сте многу вредни луѓе. Ја така ве памтам од деца дека секогаш нели работливи, вредни, посветени кон тоа кога ќе се насочите кон нешто, си го остварувате. Браво за тоа. Ајде отидеме сега, ќе се вратиме на оние детски години. Растевме заедно. Ја ги знам почетоците, да. Но еве, од каде љубовта
за автомобилизмот, за колите, за Марче, знаеш ти уште од деца кога бевме, не знам од колку години се знаеме, веќе не знам од 10 години кога сум имал ја 500-600 деление, не знам, така тој нешто, период некој беше, да. Така и 89-та таму се преселив. Па тој период. Да, тој период, значи така ние бевме 90-та. неразделни тоа така, друштво заедно. Цела екип. Вие сте се уште одржувате контакт со делот. имам, Мало ја така, послабо многу ми е криво, ама си ги гледам чат пат, ќе помени. И убава генерација, убаво друштво бевме. Знаеш дека ние живеевме на водно пред да се префрлиме во аеродром. Баш онаму каде што беше стартот на патеката, каде што се одвиваат трките на водно и едноставно деца од водно немаа што друго да прават. Сега е тоа сосема сменето, знаете како е тој дел. Меѓутоа тоа беше панорама. Немаше ни еден човек, беа две куќи горе кои што апсолутно бевме со двајца, тројца што се дружевме и немавме ништо друго освен трки. Верувајте тоа кога ќе забрмчеа колите кои ги пробуваа во тој период, ние како деца трчавме нагоре и по цел ден ги гледавме како возеа. Да, дефинитивно знаеш и ти заедно сме оделе кон тоа би текно и на фичото што го имате. Твојот покоен татко, Бог да го прости, беше во Автомотосојуз, тогаш работејќи и беше вклучен во трките и преку тебе. Ја дури не знам дали ти текна, може и не, сега нема везе. Бев на една година судија на трки. Јако ми беше тогаш. Види, бевме деца кои што сонуваа за нешто. Јас сум навистина и пресреќен и горд и не знам што да кажам, што мојот детски сон се оствари. Знаеш ти од мало дел, секогаш сум сакал да видам се трките. Ја никој сема да заборам, брат, оној момент кога со брат и со Дејан, со Џани, голем поздрав до него, кога склопувавте картинг доле од моторски, кога го правивте самите, да ја никад нема тоа да го заборам. Да го буткавте позади зграда. Да отидеме 10 метри да го извозиме. Ето, имаше еднаш многу, имав многу смешна ситуација во кафиче, да кажеш, ти скачав, не ни важно кој. Слушав баш ти тоаш првата титула која освои 2014-та, почуваш 2013 или 14-та, хубаво. Добро, Марче, изненадив, сам се изненадив. Се посомневав дека погодим. И ги слушав тоаш на маса. Прават муабет, идеме кене, од кај ми искочи, иđе тркачи, вака се вртам, го гледам, бев со даме кума, тоа што почна да се смее, вика, бе брат, овој да знае приказната, од кога почиња, од каде, како. Интересна приказна и интересен животен пат кој што знаеш како е, можеби е стварно трнлив. Луѓето не ја знаат правата слика. Да, сите го гледат крајниот производ, или шампион, пехари, успех, сето тоа. Но Марче, убавата страна. Да, другата страна е многу потешка и верувај дека ете и син ми сака и на брат ми и внукот исто се. Да, и активни, да, меѓутоа искрено ја не би сакал, знаеш, да се вклучат во трките бидејќи стварно е тежок патот. Убаво е све тоа што е постигнато, но многу мал дел може да стигне до тој резултат. Може, знаеш како е. А овој спорт каде што се потребни многу средства да можете да обстанете, а не па да освоите такви европски титули, ајде да кажам, и верувај дека е тежок пат. Ме радува што досега 2 пати имаат снимано некои мини документарци, има најава за еден трет документарец кој што ќе биде снимен од моето детство со некои актери, во фаза сме на преговори околу тоа и ќе биде интересен бидејќи најдов снимки навистина на мои, не знам, 8 години кога сум бил, како го возам фиќото на водно, имам баш оригинални снимки и катинг, ќе биде многу убаво, доколку сето тоа се склопи и да биде мотив за луѓе млади во Македонија дека може да се постигне. И со тоа што го сонуваат, и со упорност, и со волја, и со луѓето околу вас кои што ви даваат позитивна енергија, може да се достигне врвот. Имаше поддршка, мора да кажам јас од цела фамилија. Да, апсолутно. Тука едно време и брат ти беше исти тркач, заедно возевме 2 години, возевме, се надпреварувавме заедно, една или две, не знам сега точно. Ривали бевме, не разговаравме дома кога има трка. Едно се договараме. Едно се договараме пред трка, поготово во кружните трки, едно се договараме ако во ситуација некој некого помине да може да го пушти. Па не бевме доследни на тоа, се удиравме, па как ги расправи дома, вече ривалство. Ама знаете како мотив и секоја чест за Дејан, за брат ми кој што една од најголемите поддршки бидејќи искуството, он е постар од мене, скоро 4 години влезе во трките во светот на брзината и искуството кое ми го дава он и ден денес, неговите насоки, што грешам, што правам, ми се дефинитивно знам дека тоа е тоа. Од деца бевте така, брат, и од деца Дејан те пазеше, те чуваше, така да речем, никош не те избегавала, имавте така што викат 4 години разлика.
обично нели постар брат го Обично брка се малиот. дружат со различни генерации, Да. ние останавме сите Да, заедно, се така, дружевме да. сите заедно и Повеќе навистина генерации, ми супер е, беше. сум благодарен на тоа, бидејќи ете ме ајде да кажам изнел на некој прав пат Да. како постар брат и хармонијата во семејството кое што имавме, сето тоа допринесе да стварно ете бида насочен кон трките и да го имам се што можам да го имам. Твоите кога им кажа дека сакаш ете кариера твоја да биде Марче, тоа беше, тркањето. знаете како е, пошто брат ми влезе прво тоа и сите бевме насочени кон него и средствата кои што ги имавме се купи тркачко југо од Да, почетокот, југо. све бевме насочени кон него бидејќи ја немав положено. И дојде ситуација да ја положам возачка дозвола и сакав веќе да се тркам. Но знаете како е, две тркачки возила во тој период беше многу и ја го продадов моето југо кој што го имав за Да, низ град, за тоа дезет. спортско, го продадов, сите пари ги уложив да направам тркачко возило, немав кола за низ град во тој период. Еми ми беше мојата сопруга девојка ме поддржа максимално во тоа и едноставно така ете си ја продадов мојата Рече те поддржа, сакаш да градска кажеш те кола. зимаш од дома, те возеше до А концерт, не кога ме те возеше, зета, ама не. знаеш како е сега во тој Не, период не, сите така. сакаат да излегуваат, знаеш беше смешно да немаш кола, сега тинеџерски денови каде што Така, секој така што е многу битно, нели, со- одиш со со ги такси, излега. со автобуси, знаеш сега Така. период кој што влијае во тие денови тинеџерски, но ете благодарение тој на период, сите тие луѓе да ети поддршката од сопругата од Еми во тој Да, период кога пошто сме од деца заедно е влијателен чекор во ова што е направено денес. Како ги паѓа цела во сите овие обврски што ги имаш на Еми, брат? Еми би дал орден за Ја зашто издржливост за све. порано сега нели се пресели од оваму, не знам, ама ми текна дека порано ти од трки наваму натаму она со деца ги мкнеше Да, наваму. додека беа мали, натаму, навистина малец. период тежок, бидејќи имав ситуации каде што имав доста удеси на тие трки, знаеш се дешава. И ја мислам дека мајка ми и Еми и сопругата се едини луѓе кои што само знаат и сакаат да знаат дали сум завршил. да, други дали си жив, прашуваат здрав, тоа е. кое место, прво, второ, трето, не е Нема битно, мајка. они само дали сум завршил. Сериозен надпревар е овој марче, ова е надпревар каде што се навистина гладиатори овие трки. Не е, сум возел ја и на кружните надпревари, но брдскиве трки се трки каде што многу мои колеги ете го изгубиле животот. Најголемиот конкурент, може би сум кажал неколку пати, Иржи Лос 2014-2015 што се тркавме за освојување на година. титулата, погина на ова едно одправарување. Дефинитивно немате зони за излетување, возите на патишта кои што се неадекватни за овие не се за возила, тоа, да, да. тоа е нормален пат и брзините надминуваат преку 240 км со Ферарито моментов на некои стази, што Да, е видов. екстремно опасно. Ако нешто се деси, вие се, да кажам, под голем... Да, не збориме на Да, таа тема, да. не сакаме да... Но- А стварно, че како се снаоѓаш, бе, гледај, ја, еве, порано знаеш, нели, сме возели, ја бев мераклија на Така, коли, да, далеко да, мислам од како ти што си, ама така ете, љубители на брзо возење и ово. Ама со годините, некако како да изгубив таа храброст, да стиснам сега на педалот за газ. Баб, возам сега, да не речам пензионерски. Види, ја возам пензионерски низ град. Да, ама апсолутно, добро, ти, сум да. смирен на тој дел. Меѓутоа, во аспект Не, како на... ти остана храброст во тркањето, Не знам, брат, зашто некој јас многу сега вика- порано да ми даде возило, ке седнев и Да. ке возам, без разлика што ќе направам, ке нели, ке стиснеш газ и вози. Сега нема да го направам Мислев тоа. кога ми рекоа дека ќе се родат децата, дека ќе ми се смени мислењето, дека ете ќе бидам со некоја доза на предпазливост, дека нема да бидам толку брз како што сум бил на стазите, но напротив. Апсолутно. Не знам, Марче, дар од Бога, може би некој патокас, ете некоја насока која што ми ја дава. И ден денес има возачи еве во моментов, значи ќе имаат некој удес, ќе се истумбаат Да, на да, ситуација и готово. Да, да, не може толку да е, биде, да. а и до тогаш брзи, перфектни, супер све и толку е. Кај мене напротив тоа, сум имал ситуации кај што сум се тумбал 15 пати, да речеме, тумбање, сериозни излетување удеси, за после 2 недели да направам рекорд на некоја стаза со ова. Да, апсолутно. Јас сум човек каде Као што воопшто не ни може мислиш, и брат, на тоа што судрам, ти се случило, Сум имал така? ситуации каде што сум имал сериозни удари, да речеме, на тренинзи во сабота, карикирам, ама башно на удари, Да. каде што во недела сум победувал и се правело возилото и Браво. да. Не знам, таков некој Да, бе, да, мајндсет така имам си да ги. не сакам во ниедна ситуација да изгубам. Браво, Да. браво, сериозно за тоа. Ја ти викам, некако со годиниве, не сакам да Се признам, уште не ме ама... стигнало и се надевам Не, дека нека не те тој стигне, мод да. нема да ме фати. Виж, некои луѓе едноставно, бе, така треба да... Да. Супер. Рековме сега, ај за возилото е да направиме моја, па после ќе се навратиме пак на приватниот живот, затоа што се случува дома, како стојат работите. Возилото. Во една ситуација спомна дека е за кружни патеки, дека не е за ридски патеки.
Како успеаш? Опасно. Опасно? Дефинитивно опасно мрч. Значи Ферари како бренд знаеме што е, сите знаеме за мене ми каков изненади бренд, самото да. толку рече Ферари ќе вози Види, исторички преговорите пати. беа 2 години. Дане морам да една голема благодарност до тој човек кој што ете со мене веќе од 2016 година се запознавме сосема случајно, ми беа спонзори преку неговата фирма и таков направивме некој однос и е човек кој што ме задржа возам во Македонија. Так. Навистина да, јас возев 2016 со словенски тим. Да, меѓутоа со недобри резултати и он беше на една последна трка каде што ми се одвиваше во Имола. За моја среќа јас пременив друг тим, меѓутоа сепак за српски тим мислам дека возила изнемив, не знам како беше. И на таа трка победи во Имола и тогаш да не рече нема да возиш по друга. Знаме, ќе возиш по македонски тим, ќе направиме све што треба и благодарение на него. Значи е ова голем дел што е остварено е благодарение на него. И преговорите со Ферари ги исто ги одвиваше он. И направивме 2 години преговараше со нив за да не повикаа да направиме. Толку време треба преговори. Да, марче не може да добиеш. Може да си милионер, може да си кој сакаш во Ферари. Треба да се вратата докаже, е затворена, треба да се отвори. Дефинитивно. И е престиж на вистина дека сум првиот човек од Балканот, од овој регион и од малкумина во Европа кои што се натпреваруваат со овој автомобил, а прв во ова натпреварување во европскиот шампионат, што е, да, и дефинитивно е човекот, Дане Кузмановски е човекот кој што е заслужен за се тоа што е во моментов направено. И сум горд што ете македонец представува еден бренд. Минатата година завршивме први мојата група. Оваа година имаме и што оваа година договор со Ферари за поддршка во оној дел кој што е потребен, бидејќи стварно значи. Направивме некои адаптации на возилото кој што не сме ги пробале, да. Појачано е со уште повеќе конски сили. Сега во моментот е 880, мислам. Да, не знам како ќе биде, не сум направил тестирање, очекувам сега периодов да биде, но ќе биде предизвик, верувај дека ќе биде интересно. Да, ќе биде интересно. Минатата година за прв пат со ова возило, претходните години првата титула ја освои со Мицибуши. Да, 2014, 2015 со тоа возило. Да, па после се пресели во Сеата каде се лажам. Потоа се префрлив на кружните натпревари, да, возев таму, не знам, 6 години, возев италијански шампионат. За таму слушам дека има многу како да кажам, игри во позадина, да. Дали е тоа точно, мислам? Да, марче дефинитивно. Знаете како е. Многу интересна работа е што доаѓам од Македонија со сопствен тим. Одите во Италија. Да. Тимови каде што имаат буџети ненормални, каде што имаат логистика огромна, каде што имаат ресурси огромни. Секој воzač си има свој физиотерапевт, си има психолог кој што оди на трките. Машинерија една која што е многу тешка во однос на финансии за да издржи. Ние доаѓаме со тим со, не знам, 7, 8, 10 души колку ми беа во тој период. Сопствено возило, сопствени инженери. Се борите против инженери кои што го произвеле тој автомобил и правите подобри времења од нив и не име добро. Одите во Италија, ја имам победи на Хунгароring, во Италија Имола, во Рим на Валелунга, Золдер во Белгија, Нирбургинг, најтешката патека во свет, Норчлајф, марче, знаеш што е да победиш со слушање македонската химна. Зборам против тимови кои што се исклучително јаки во тој спорт и не име добро. Доаѓа човек од Македонија и ги победува. Знаете што е? Да имате 24 возачи од Италија и македонското знаме да стои прво таму горе. Боли. Како чирбра. Гледаат на секој можен начин, значи и да сакаат и да не ќат, мораат да го направат бидејќи не дозволуваат и треба да сте 150% поспреми од нив повеќе да ризикувате за да ги победите. Знаеме зашто какви држави станува збор каде што лулката на мотоспортот е во Италија, а вие доминирате таму. Во кој момент свати брат дека не ќе поише кружните сакаш да се вратиш на риските или не, а дефинитивно би возел све што можам. Би сакал и рели, имам индикации за за Париз Дакар, желба ми е. Имаме некој план кој што полека го правиме, да, ќе видиме како ќе биде. Би возел све што може да се вози. Но финансиите ми беа дефинитивно. Знаете како е најслабата карика кај мене беа финансиите во тој шампионат. И они го знаеа моите конкуренти тоа и имаше луѓе кои што да речеме во еден тим воза тројца возачи за еден тим, едниот две отстранува, го крши возилото, ви пропастува. Не можете вие да стигнете. Они имаат таму по нови возила како резервни, ме разбираш. Ако се оштети ова возило наредната трка до. Јас сето тоа го правев со многу
пари со имав Крпено, ситуација лепено, сечено. имав ситуација Нема во се Имола дека од еден удар имав штета 50.000 евра на возило. Што збори? Да. Но пакостија од позади не добија казна на преварувачот. Да, ама што тоа, меѓутоа за стаза не знам колку позиции назад, ово она, меѓутоа финансиски аспект јас морав да го платам тоа, паузирав една трка и многу нервози, каде што многу тешко да се изборите со тоа. Но благодарен сум бидејќи стварно направивме резултати сериозни. Во 2017 се борев за титула и таму, иако бев претендент со највише бодови, ме казнија на последна трка. Малтене да освојам титулата, добив казна на Хунгароринг или не знам на која патека беше, ми дадоа 5 секунди за бокс, пролаз, нешто за безвезни работи. Значи има такви И многу е тешко да се изборите со тоа, што не значи дека не би се вратил. Правам планови дека сакам, можеби оваа година ќе извозам некои трки во Ферари светскиот шампионат. Имаме индици, разговараме со нив за да соберам што повеќе искуство и они ете од страна што можам ја да помогнам во тој дел во ајде да кажам апгрейд на возилото, да дадам информации како и на овој шампионат и на тој за да видиме што може да се направи. Дали би прифатил работа да се јава да речеме сега од Ферари ти вика да не бидеш тест возач? Одма би прифатил. Да, е моја животна желба да во некои си такви тимови, иако ова што е направено тука е, верувајте, како ќе одминуваат годините, се повеќе ќе доаѓа до израз успехот што е направен со овие европски титули, бидејќи луѓето навистина не знаат, мислат трки е тоа таму, кога ќе ги видите тие шампионати, што станува збор. Да. И точно кога виш конкуренцијата по силата. Конкуренција, знаеш, многу луѓе тука кои што сете се бават. Да ги поврзуваат со нашите риско-брзински кои што се возеле тука и иџе ќе вози таму, има ова, нека дојде секој што мисли дека би бил брз во овие трки, јас би ги повикал сите дете љубители ово она да видат што е, како иде, како може да учествуваат за да видат за каква тежина. Јас сум ги пробал и знам. И таа дисциплина и ова, верувајте, марче со Ферари со овие зверови да се вози на брзките трки е... Ја ти ги гледам и видеата и по него се фаќам за глави кам дали е нормално. Да, јако ги гледаме фаќа страх. Не знам како е. Беше интересно, фаќа, кога гледаш од надвор, кога го гледаш возилото, се понаша нели, све најокей, иđe како влезе на кривина, како и кога ќе ставиш од внатре, устори каква борба имаш внатре, ти сам викам боже господе. Да, стварно е борба. Фајте цело време, нема онака да нели, како што сме си научени да возиме, тепачке. Знам дека гледачите ги интересира, брат, многу сите ги интересираат финансиите, кога се во прашање парите. Не те прашам нели за точна бројка, туку од прилика од до некоја сума. Над 500.000 евра. Ти кажам дека минимум основни средства без удеси, без такви работи е над 500.000 евра, може да достигне, не дај Боже да имат удеси и милион. Јас сум имал ситуации каде што сум имал на кружните тркете со тие удеси да доаѓа ситуации до 700.000 евра да ми поминува сезона. Поготово сега со Ферариво е бренд кој што не може да прави импровизации, значи за се нешто мора да купите од Ферари. Таков е системот на автомобилот направен да на секоја трка мора да повикате инженер од Ферари, немате пристап во возилото, толку е заштитен тој модел и не го даваат на други да апсолутно за све нешто морате од Ферари. Јас имам поддршка од нив, меѓутоа тоа кошта и финансиски да дојдат инженери, да еве сега на доработка на автомобилот кога беше 20 инженери од Ферари беа присутни. Да, не спеш ти за твоите. Јас имам собствен мој инженер од Италија кој што соработува со Ферари, но немаат пристап да ги видат параметрите они работат. Така да една машинерија која што е сериозна и си носи сериозни пари. Да. Све ви е заклучено, не смеете ништо, вие се поврзувате со компјутер, они даваат информација од таму за све што треба да се направи. За све што сакате да купите, мора да ги информирате за да, не може во технологија, слушај, можеме ти кажа од тебе некој механик случај да смениме ова да направиме, ќе биде. Извеште и параметри од секоја трка, да речеме на некој квартал. Како се понаша возилото, што сме направиле во однос на сетап, едно друго, таму параметри, они ни даваат информации што да подобриме. Исто и со инженерите за гуми, за тие работи, притисоци, машинерија, дефинитивно е машинерија, многу поразлично од она што беше претходно и како се адаптираше, брат, тешко ти беше да не, апсолутно не ме радува што сум, можам да кажам, пата се трка. Види, во мојата луѓето тоа не го знаат, мислат дека е Ферари бренд и иđe сега ќе биде да. Апсолутно не. Проблемот во мојава категорија каде што сум сега, сум со најаките автомобили кои што постојат во мотоспортот. Тоа е неограничена категорија каде што автомобилите во моментов моите конкуренти се со над 1000 конски сили, 1100, 1200 дури има возила кои што се со погон на 4 тркала и кои што имаат карбонски шаси, кои што се многу лесни. Да. Моето возило е
со мене како возач 1540 кила, нивните возила се со возач околу 1000 кила, огромна разлика е 1500 кила и хендикепот е многу. Мојот е само на заден погон, они имаат погон на сите 4 тркала и навистина е предизвик да се надпреварувам со тие возила. Но желбата, јас можам да купам такво возило и дефинитивно ќе ги симнам сите можни рекорди што се во Европа. Тоа и ми е план во наредните години, да го завршам тоа. Така кажам. Да, со сите. но предизвик ми е да брендот Ферари кој што го возам, иако по цена дека нема да бидам прв на некој трки, јас ќе дадам максимум од себе, но нема да бидам. Знам дека бидејќи хендикеп имате во однос на возилото, меѓутоа желбата го представам овој бренд и она што е историски е навистина многу јако. Огромна работа не за Ферари, да кажеш дека си возел, мислам, Па сите посекуваме како деца, да. И во Ферари, гледате, не се број еден, а сите сакаат да возат за Ферари, дефинитивно и по цена да не може да успеат да се борат за титул. При мене најмаркантен сите ги знаат, нели, Макларен, Вилијамс, Ферари ама Ферари е Ферари, така кога ќе ти каже тоа побрзош. Мене Формула 1, било што кога ќе ми спомнеш, во автомобилизам Ферари е возилото што ми искача во главата. Синоним за автомобил и за мотоспорт поготово. Да, баш така. Сега ќе се враќаме пак кај на детството, односно на сите возила што поминале низ Расека Иџе. Почна животот научи да возиш на фичо. Да, на фичо. Беше забавно. Да. Фичото го правевте со брат, ти го чекавте, така и тоа беше. Тоа имам снимки, тоа ти викам, имам баш оригинални снимки каде што сме вработеле, сме го правеле така. Дали извозавте некоја сезона со фичовци трки не патите така? Не, на трки не, бидејќи почнавме со југо, веќе фичовците беа тргнати, заменети. А најбоља класа беше, брат. Фичовците беа многу интересна, да. Во тој период беше тоа и едноставно бевме влюбени во тоа. Да, како е, јас имав и со другари, некој купивме фичо, некој старо, па возевме. Да, го правите. Знам се сеќам дека некој правите, ми имаше возено ти на водно горе. Баш се сеќам ке баба ти дедо ти горе од гаража, па нагоре по полека и после само летавме. Ја бев се ке ми извинат сите, низдрен сам бев посрано гаќи. Нагоре. Или, море, знаеш дека ме возеше со југото после тоа? Да, и за Робарт се држав, дали во Фичо, нели, во Фичо. Не, во југото сум те возил сигурно, да, во југото сум те возил. Во југото и знам за Робарт дека се држав од позади, вака седе, леле, и само мислам отошнија, леле, ако ти идеме нега, за среќа што ти возеш. Марце, интересна работа е што сум горд на вистина, бидејќи сето ова е постигнато без академија, одење на академија. Да речеме моите конкуренти, сите што се еде во Европа, што се тие оделе во школи за возење, не знам, академија, ваква академија, таква, она, јас сум сам доктор на науки. Да, тркачки патеки кај што сум тренирал. Брат, најубаво ти мислам школа го имаше. И сум, навистина горд во тој дел дека сум успеал самоук, сум може бил потешкиот пат, но дефинитивно е правиот пат и сум го научил се до тоа. Не сум имал јас искуство да работам со инженери во тој дел, можеби сега во моментов да, меѓутоа да речеме сега влегува дете од не знам колку години, од 15 или 18 години разговара со инженери и ги знаат сите математики како да функционира. Јас со инженери не сум имал, сум го гледал сето тоа на снимки, сум учел од нив, сум така. Браво. После тоа, го замени, после купивте југовци со брати. Југовците ги правите. Многу ме интересира што ставивте машини во југовците, што имаше зашто. Имаше тогаш купувавме делови од Крагуевац. Има уште жив и еден од најдобрите тюнери за југо, можам да кажам. Живан му е името, постар човек е сега во години, кој што правеше делови за тие тркачки возила и тоа беше совршенство. Навистина конкуренцијата во тој период. Тој период ми даде, стварно ме насочи онака како што треба. Имав конкуренција, Виктор Давидовски, Игор Богатиновски, брат ми Дејан Стефановски, Никола Несторовски, не знам кои возачи уште, сериозни возачи кои што во тој момент стварно беше автоспортот кај нас дигнат на ниво, иако со југо класа, меѓутоа беше во стотинки. И ме радува што првата трка кружна која што извозе во мојот живот кај македонска телевизија, кај Саем, на првата трка со позајмено возило од брат ми, ја направив пол позиција, извадив пол позиција во саботните тренинзи за прво место за старт од 25 тогаш врвни возачи, можеме да кажеме во Македонија и тогаш бев пресреќен. Стварно ете прва трка, мислам дека не е десено во Македонија. Јако беше тогашки телевизија. Не знам се возат уште трки таму. Не се возат, види. ФИА ги крена малце стандардните околу безбедности и работи. Јас се надевам дека во следниот период Министерството за спорт со новиот министер со Борко ќе најдат иницијатива со град Скопје како што ќе биде да се најде нешто барем да ја вратиме водно како трка, а потоа и некој. Жалосно било да не се врати, јас сум за тоа.
Јас сум имавме како заштитна знаки на мене Скопје ми беше е и влежано на во срце и би сакал навистина да можеме да ја вратиме, бидејќи таму сум го започнал сето ова и сакам навистина. едно време се Ете, организира нели 13 ноемвриски трки. Имаше, да, одевме како деца, Да, ако не, ни ама текнал цело време нон-стоп имаше бевме нешто. таму. Да, сега. И мислам дека Ја нема да заборавам една сцена, Мојсија Милосавлевски, кога Да, помине да, со да, да, да. фичото, ние Да. седеме 13 ноемвриски, Да. какви поминува југовци обор, и само да се случи што да абе метаче, кога проđe со фичото и сите за глава фатени, да што убави беше. трки и мислам дека треба да се врати водно како патека, но треба да се задоволат оние FIA стандарди, да се стават банкини, дупли се тоа. Мислам дека ќе најдеме за сходно да се направи тоа и убаво е за градот и за Македонија да се По врати едно таа време трка. доаѓа нели странци тука Да, исто ќе се има трка. дефинитивно. Јас сум во преговори. Навистина ме почитуваат надвор во европскиве трки, FIA и сите оние луѓе кои што возат и мислам дека доколку ја вратиме како патека ќе имаме возила кои што не сме ги виделе до сега и дај ќе Боже. да. Супер. Тука стоиме како медиум да Имаме помогнеме на секој може иницијатива, начин. се трудиме сите заедно, ќе видиме како ќе биде. Во близини имаме во Серес патека, ако не се лажам, Да. најблиску што ни е вака. Серес, да. Дали ја посетуваш, дали идеш на мислам Ретко да тренираш? одам, да, сум имал некои тестови ќе направиме и сега е планирано за таму. Некои индици има и за кај нас за враќање на правење на некоја тест патека, тркачка Нели патека. беше во Кичево кружна една, ама Да, не таа не меѓутоа ги... не е тоа. Марче, ја тестирав кога последната година со Хундаито таму за тест. Да, меѓутоа веќе возилата се отидени во напредна фаза каде сето тоа е небезбедно. Знаете Да, како да, е да отидеме со Ферарито таму и не дај Ништо Боже ти само да се тесни деси нешто. патеката и све Да, нешто, и е да. проблем навистина. Има некои индици 200.000 евра проблем. Да, 200-300.000 евра проблем. 200.000. Лабаво. Да. Тоа. И, има некои индици, се надевам дека ете, можеби ќе искочи некоја патека да се направи, да ете сите влюбители го издуваат својата адреналин Да, на да, тоа може место, така. да. Ја бев еднаш на Серес патек, искршив кола тамо. Ме зема од знам, ти ми високи кажа октани. така, да, високи октани. Жаре, Да. сега еден, голем поздрав до него, отидовме да снимаме знам за таму тоа, си и ми ме удрив кажува. колата од зид. О. Абе, така убаво. Мислам, ја не бев крив. Види, нема веќе, се дешава тоа, Марче. Се Јас сум случува, бе. излетувал на Меѓутоа, тркачки видите, патеки. беа една по друга и тогаш Даниел, мислам дека почина, тркачот Да, Даниел. да, почина, да. За жал, он баш ни објаснуваше, имавме со него еден тест круг. И вози ми вика една оваа, пушташ газ, на наредната другата вика, држи додаваш ја, до да. крај. И ја јутнав на првата со пуна газ и кога ми текна Абе, на пола Марче. втора, пап на кочита, роп се извртен, бум у зид. Види, се, Чао, се пријател. дешава, не дека не, меѓутоа многу е подобро кога е на таква тркачка патека. Да, да, да. Затоа што безбедноста е тука на поголемо ниво, не дај Боже да се деси нешто, има луѓе кои што е, знаеш, пак е место предвидено за А такви има ли работи. некаков муабет во Македонија да се дали Има, до да. тебе стигнал Има, некој муабет стигнате да се муабет, да, давам поддршка максимална, чекам да видам до каде ќе отидат тие разговори, иначе има иницијатива, но сакам да видам како би биле поставени работите да не забегуваме со Формули 1 такви чуда. Не, Јас сум гледај. реален човек кој што ни е потребно, навистина е потребно. Така е. Ама да се види во кои рамки би било сето тоа, па ќе видиме како ќе Не биде. бидете за вака за европски шампионати. Се Ерце, слагам, апсолутно. Верце. Све што може да се направи, Да. сум подготвен и да го Како поддржам беше како она? проект и све. ВТТЦ, ТТЦ, Да. ова Верце беше рели, така, World ова Ерце, Светскиот да. шампионат заедно Да. возевме 2016 2017 со светскиот шампионат. Интересна. Да, имавте приказна, притоз. да. Интересно беше стварно тогаш како Како не, брат, со најголемите тимови, најголемите возачи во туринг трките. Иван Милер, не знам, сите најпознати. Лопес, оној што е, тоа се возачи светски кои што А се дали некој си фабрички имал шанса тимови. со Порше Куп, нели они што возат пред формула, дали? Не сум имал ситуации да речеме во Италија, италијанскиот Порше Куп или Да. такви ситуации, и тоа се купови, Марче, тоа се сите возила. Убава ситуација е таму каде што се сите возила исти. Ми е жал што ја не сум надстапувал во таков еден Да, шампионат. кај што буквално каде што возачките се возачите да. идентично исти и каде што останува све на Да. возачот. Така, Буквално све у е- твои раце. Да, све у твои раце. Јас сум секогаш сум се надпреварувал со различни коли каде што некои имаат повеќе тежина, некои имаат, разбираш, и не доаѓаат до израз толку тие работи, но ми е желба, не се знае, можеби ќе опробаме и тоа, некогаш ќе видиме. Имам индици, јас сум сакам све да пробам што може во однос на тоа, но разумно со буџетите да видиме како би било и Да, да не летаме, не сме да, не сакам да летам, сакам она што ќе го фатам да биде како што треба и Така, тоа е тоа. да биде завршено со Да, титула, да. а не со... дај Боже, без разлика во кој шампионат би се Така, трудел мора, секој кажи. да видам прв, да. Застанавме кај југото, после тоа смени Хонда. После југото Пежо, не? Peugeot. возев една или две години, убави трки, интересно искуство, друг автомобил. Знаеш како секоја кола си има своја филозофија и ме радува што сум сменил толку многу возила, што сум научил од секое како функционира и можеби тоа е тајната Да. на успехот што
можам да се справам сега во оваа ситуација со било кој автомобил. Ја Ферарито до сега нема возено возило со заден погон. Кажи ми, ваќе за Ферарито кој го зива, ти рекоа нешто тест возење да видат со како е. Правевме 2 дена тест возење, Што збориш, да? тест возење за да дадат зелено светло, да. Дека Не е така едноставно. Види, ти не знаеш за ова, виж, ова ми се И интересира. Марче, знаете како е да возите секојаш со преден погон автомобили тркачки и да седнете сега со заден погон, апсолутно различно се. Да. Но вклопување стварно без што се вика ни тестови ни некакви подготовки кои што се потребни да се направат тоа. Тие 2 дена тест што ги имавме во со Ферари, повеќе бев Да, самиот опипаш ти отколку да. Како и потоа отидовме на трка каде што одма се покажаа резултатите и добри времиња и ме радува. Мислам дека оваа година ќе бидеме многу подобри, поспремни и ќе атакуваме на максимално први места што може да биде. Со кое возило имаше со Honda ако не се лажам? После Honda, Honda возев, мислам, чинам 3 сезони, така, имав инцидент во Крушевац, излетување, излетување. Тоа е излетување, она што ти го кажував, значи имав излетување, сериозно. Да, имаше видео ти ставено тоа, ако не се лажам. Да, имав видео и од надвор се снимаше, Да. сериозно излетување, без последици, морам да кажам, бидејќи излета во една нива, каде што ше меко, иначе ќе беше дефинитивно пакост. Имав набиеници, такви работи. За после тоа излетување, ние имаме трка од Европскиот шампионат во Хрватска во Бузет. Значи го собрав цел мој тим. Имам снимки кои што имаат снимано како го сечеме возилото, како го правиме, како растураме одма дента после удесот. Беше кога Не ме боли све, извини, да, цел сум утепан, ме боли, има на снимките во 2 одам, а веќе го растурам автомобилот. Знам, отидов, земав нова школка во Бугарија, ја сечев, па ја носев тука, па склопува, вареа, пустеа. И да отидеме, дента пред да трнеме за Хрватска, луѓето го излепија автомобилот, цела вечер го лепеа. Го направија, го пробав, имаше некој проблем што нешто тропаше на од мењачот, не знаевме што е. Го растурија моите механичари, мислам дека 4 или 5 пати го извадија мењачот, го растурија, не можевме да најдеме што, им реков товарете, одиме така на трка. Татко ми беше уплашен максимално, немој, сите ми викаа не оди, за да стигнам во Бузет, да направам рекорд, победа и бев навистина горд, што ете и после тоа ја екипава, го направи автомобилот и ја излесува. Може мењачот така требало да чука. После првото возење на тренинг се оправи све. Ете си легнал. Ја така го менјав на Не знам што беше, но свивчето брат, менјав моторот ми рикна и ми го правеа, нема веза. И седнав во коло со жена ми тога, сега што ми е жена, девојка, да идеме на Кевелешко да пробаме колата. Како тргам, потоа седам и свети. И најако ми се јавам на механичарот, ало, викам брат, све свети. Така треба Марче, ќе престане, ќе се изгаси, да си легне. И стварно така ми се стигам до Велес, си легна се и се изгаси. Се згази во смеја, кога се запали све, викам, ово ќе експлодира колава сега. Што направи? Супер. После тоа Мицубишито беше така. да, го купивме Мицубишито, интересна приказна, бидејќи навистина го сакав тој автомобил, го купив од Да, знам европскиот дека. бивши шампион Петар Јурена. И го Тоа продав, со ја некоја продав емисија Хондата. тестирав. Како беше ситуација? Ја продав Хондата и му се јавив на Јурена, викам, сакам да го купам Мицубишито и ми рече дека е капарено. Дадене капар за автомобилот и дека е продаден. И така ми се сруши цел света. Толку посакував тој автомобил. За да после 10 дена ми се јави Игор, вика, овој се откажа од колата, дали си заинтересиран? Без да прашам Марко што има резервни делови, без да прашам ништо, му викам, носи ми ја колата, ќе ја купам. И дефинитивно дојде, ми донесе све, благодарение на него, со негова поддршка во тој период, бидејќи јас до тогаш нема возено таков автомобил. И беше чудно менјач каде што не треба кумплук да стиснете таков, значи еден степен на професионална тркачка кола. Сега се бунеше на почетокот дека Да, се бунев, да, меѓутоа сухо да ходма на првите трки веќе тоа ми стана ритуал и тој автомобил ми е жал што не можев да го сочувам, бидејќи навистина е 2 европски титули донесе, тоа е не знам како да кажам, некогаш ако би имал средства би сакал да си да си го имаш за тебе, сите коли кои што сум ги возел да ги чувам, знаете како е, бидејќи постојат туште возилата кои се некои се искршени, не постојат, но ете прилика, бидејќи финансиски се коштаат тие возила, не сум можел да ги издржам. А би бил убаво ете да ги имам во моето. Преска се сезавме, кога ти се јави за да се договориме, нели да се најдеме. Ми рече дека по работа идам ова да завршам, идам она да завршам. Како е да се бидете европски шампион тркач во Македонија? Дали може само тоа дека да речеме Шумахер или било кој од нив не сеќам да работеше друга работа освен тоа што го. Како секој обичен човек, Марче, многу сум реален, многу сум не знам како нормален, не летам во облаци. Да, тоа е што е постигнато на спортски план, но сум обичен човек кој што
имам обавези кои што сакам да си ги завршам и кои што се трудам секогаш да напредувам во било што, ете и во бизнисот да им помогнам на моите да што може кога сум периодот тука. Преговори. Најтежок период ми е сега, преговори со спонзори. Знаете како е, завршува сезона, почнува нова сезона. Треба да обезбедите средства кои што се енормно многу. Преговори со спонзори, разговори, да отидете во многу фирми да посетите, многу компании кои што ќе ве одбијат некој треба да му објаснувате за што станува збор, иако сте трократен европски шампион. Некои ќе бараат идеи кои што узело, ќе поминете не знам колку состаноци узело. На крај ништо. Да, имам компании благодарение на нив кои што се долги години со мене и навистина ме спонзорираат и ете од срце им благодарам што оваа приказна е заеднички направена. Без нив апсолутно ова не би било тоа, но да, знаете како е, некои се откажуваат, некои нови треба да дојдат, секогаш фалат средства за овој спорт, така да борба е во тој аспект. И благодарение на мојот тим и ја, сите што се трудиме да обезбедиме она што ни е потребно за да можеме да отидеме на трки, го правиме тоа периодов и е турбулентно. Колку дуго обично одите на една трка? Зависи, може да дојдеме и на некои трки може да отидеме и до 5 души, негде може да отидеме до 10, зависно од која трка. Интересно е што кога имаме трки во Португалија и Шпанија, Австрија, Португалија и Шпанија, тие трки ни се споени и отсуствуваме некои си скоро 2 месеци, 45 дена, 50, цел тим сме таму, да. Знаете дека на почетокот ми кажуваше дека сте оделе со кола, да, тоа бе со татков сам, водев сам, дефинитивно. 2015-та, памтам, немаше колку работите се промени од тогаш до сега? Како оди сега иџе на не, оди иџе далеку се променети, не можам да кажам не од аспект на организираност на тоа, да. Веќе сме како професионален тим, кој што иако доаѓам од мала земја, навистина респектирано не гледаат сите конкуренти. Не сте жалови. Да, апсолутно. Меѓутоа проблемот е што сме далеку. Навистина, ние поминуваме на сезона околу 50-60 илјади километри. А колку тоа се одразува брат на тебе што си далеку од дома? Проблем, дефинитивно. Јас сакам да одам со мојот тим, иако можам сега да си дозволам и авион и едно друго, меѓутоа одам со мојот тим, со возило, со комбек, сите, да држам атмосферата, ми е жал да возат толку, имате до Португалија 4000 километри возење, 4500 километри, Марко. Греото е да ги пуштиш двајца, тројца да се менјаваат со возење, иако се поголем тим, меѓутоа некој возам апсолутно. Јас обично најголемиот дел го возам бидејќи ми е страв кога ми вози некој друг. Мора да се изморам максимално да можам да заспиам. Да заспиам и што сака дека ситуации завршува трка, се пакуваме све и ја возам за нас додека можам до Сабајле до 4 до 3, иако не е добро, знаете како е, но ете, колку можев да помогнам во тој дел. Бидејќи луѓето во мојот тим се како семејство, знаете, имам најголема доверба во нив, во тие луѓе бидејќи долги години се со мене сето тоа и не сакам да се двојам од тој аспект, сакам кога одам да одам со нив колку може повеќе. Како фамилија ти се каже, бише апсолутно. И мојот татко е дел од тој и он доаѓа кога може. Тоа сам да те прашам. Колку време Стефан Сачишка Стефан е легенда, да, Стефан е легенда, доаѓа. Знам дека поредно те прате и он и Дејан беа со тебе. Имаше период кога не доаѓа, да, Дејан поредко доаѓа бидејќи навистина мора некој да води фирмата тука. Да, но Стево доаѓа и сака да доаѓа, иако во постари години, но се држи, морам да кажам. И одеше ме раклија на коли од секојаш. Ја мислам дека љубовта од некаде таму е, нели? Сигурно и доаѓа со мене и ден денес на трки е од голема помош и мајка ми ете на неколку трки има дојдена што навистина ми е мерак стварно. Браво си да биде сериозно зашо беше на неколку трки, да, меѓутоа за мајка е сигурно многу стресно да гледа. Не, борбена жена, она е стварно. Ја така паметна. Вече е борбена жена, ако може така да кажам. Борбена и се сеќавам уште кога возев меѓуго, иако немав пари, тогаш ми беше тешко и знам дека пред да почнат трките кога излегував од дома и синко дојде ваму, немој да се секираш, да маваш, ми вика све што треба таму, немој да чуваш колата. Мотив максимален. Браво. Да, од тој аспект стварно благодарен апсолутно на фамилијата цела за поддршката што ја дале, бидејќи стварно е голем пожртвуваност во мојава кариера. Како не. За децата ти се веќе тинеџери. Две деца, момче и девојче. Да, благодарен на Бога ете што стварно имам деца кои што ги посакувам баш како што сакам, скромни во своето однесување. Па брат, реално сега да правиме муабет, не те фалам пред другите, ама и ти брат и бевте скромни деца, иако
Па да. Како да кажам, не бевте се од некои кои што трудиме. Да, си знаевте што сакате, иначе со знаевте од таткото и мајката да си ги извлечете, да си го добиете тоа, ама никогаш не би било дадено онака, секој сте мора или сте биле инволвирани околу работата, фирма, приватниот бизнис или школото Па или работевме уште од деца. Да, од деца, па ја така ме апсолутно паметам, секогаш, искрено. Да, секогаш се трудевме што можеме повеќе да помогнеме и благодарен сум навистина што ете и моите деца се сега за сега скромни, со Еми се трудиме да им кажеме смислата на животот дека да бидат да се соочат со сите предизвици, да бидат реални во она што треба да го прават, дека животот не е така лесен, дека она што татко им го има постигнато зборам од аспект на популарност и на тоа не е правата слика и не е, да, тоа е една друга слика која што е за друга работа. Меѓутоа во нормалниот живот ја морам да сум нормален човек кој што е реален во сегашноста. И навистина сум благодарен, се надевам дека така ќе продолжат. Апсолутно Еми, како што кажав, треба да се даде орден за тоа бидејќи она е поголемиот дел што е изнаен и све што има поминато додека ете ги израсне во бидејќи јас сум отсутен во тој период кога ми се трките и ете хармонија, фамилијата ми е предсвена на прво место дефинитивно и така и ќе биде. Одлично, супер. Па, ја мислам, брат, ако не ти е стабилен и добар живот од дома, дека на професионален план исто така не може да ти биде. Што знам? Има честни исклучоци, гледај, ама како повеќе растите како професионалец, ете популарност и сите работи се стеснува кругот на правите луѓе, верувај. Да, знам. Многу луѓе ќе сакаат да ве искористат во одредени ситуации, сум го сетил на своја кожа, и се стеснува кругот. Имам многу мал број на луѓе кои што им верувам, кои што се околу мене и тоа се прави луѓе навистина кои што ете ми даваат и поддршка кога треба, но и да ме отрезнат во така моменти критика конструктивна, да. Баш така да те освестат, што рече, да. Апсолутно тој круг е помал, за жал, но е квалитет. Така. Дали правуваат децата желба да го пратат твојот пат? Да, Олег појави, почна со картинг, извозе, да, меѓутоа, како што кажав, кочница сум јас во моментов, колку што можам. Ете сега тренира бокс и ме радува што е супер. Успешен и исклучително точен во тој дел, не пропушта секој ден тренира. Тоа е па дисциплината да тоа да се изгради, тоа ја мислам најпрво. Ние малце тинеџерка која што сега не може да одлучи во што одбојка, балет, тие работи. Ке си одлучи. Да, ќе одлучи, но како што кажав, навистина сум среќен што се присемни и се знаат што значи животот и предизвикот во животот. Не е све на тацна дојдено или така, него баш онака како што треба. За документарецот пред скоро време имаше промоција на филмот, па за последните успеси. Да. Како помина во јавност, дали си задоволен од се? Задоволен беше и ти на тоа, на промоцијата. Се наполнија 2 сали. Ме радува што беше промоцијата во Cineplex, мислам едната сала дека беше околу 450 души најголемата и другата се наполни. Не се изненадив колку народ имаш. Да, 2 сали беа. Жал ми е влеземе. Жал ми е што во едната сала само присуствував, нема време да отидам во другата да ги поздравам луѓето кои што беа дојдени, но супер идеја, ете Глеј ТВ направија некоја со Division направија нешто како мини документарец од оној материјал што има, тоа беше стрикно за 3 европски титули кои што ги имав освоено, но има иницијатива за правење на документарен филм кој што ќе биде од моето детство со оние снимки кои што имам од деца. Така да мислам дека тоа ќе биде еден предизвик и за мене и за сите оние што сакаат да видат каков е точно од почетокот, од кога сум бил мал до врвот. Супер. Омилена патека Ниџа? Маче водно, дефинитивно водно ми е во срце, да, водно ми е во срце, иако сум поменал безброј патеки, збораморицките трки, а од кружните Нирбург, Норшлајф, таа е патека која што е навистина тешка, таму е Ники Лауда, има она Формула 1 изгорено, излетано, така да патека која што е жестока за возење, имате контакти со вашите конкуренти, се удирате на браник што се вика на 260 км/ч. Таков филинг, а нема зони за излетување, тоа е опасно. Дали патека, ако допрете, поготово ако има врнето дожд предходните денови, предходниот ден, ако допрете на тревата, тоа тако лизгаво, опасна стаза, меѓутоа многу ефективно ако возите адреналински максимално и
една патека, едно искуство кое што ќе остане врежано во мојот живот, бидејќи имам едно второ и едно прво место на таа патека во Браво. европскиот шампионат на кружни трки. А како ти лежат влачни патеки или Тоа да сум речеме доктор, дали дефинитивно. дали сакаш повеќе влачни или сува Да, патека вакса или нема не идентично сакам се, но морам да кажам дека кога бев дечко кога возев тука со југото и со пежото кога се надпреварував во Македонија, секогаш кога ќе заврнеше дос ја пробував да тренирам на водно на дошт, со гуми за суво и тој осет Со гуми за суво да, пробува на се дошт. добро. Знаете, тоа беше интересно искуство и можеби тие тренинзи тестови ми имаат дајано да имам осет во најмала ситуација во секоја прилика. Супер, не знам за ова смешно ми падна се. Знам дека секогаш кога ќе возат заврнеше Тоа е, дошт, јас на водно и тренирав. Браво, одлично. Немаше страв дека нешто може баш да Имаше страв, како немаше страв, меѓутоа, знаете како, ако не сум го направил тоа, нема сум стигнал до ова искуство и Така. упорност. Сега, нешто може Тоа да се биде вика сега ја пожртвувано. глупости со стравов нормално. Нема, Секогаш тоа постои, е. ама мора да поминеш преку него баш да каже рече. Ако сакаш друго. резултат. Нема друго. Така, приватно ми има оставено впечаток таму баш тие 2000-ти нешто години дека возеше југо-исток и комерцијално вака, Да. ама дека беше и тоа правено. Да, тоа беше. Знам дека бе чепкано, што би рекле. Ми интересира што машини имаше, тоа што му Тоа беше правите, тоа што 1600 кубика. Дали лачи буквално или типо, ланчија да, мотор, лачи. да, вложено како тркачко автомобил за низ град. Ја го памтам, беше многу убаво. убаво. Ја Да, бев па заљубен тоа го во тоа продадов- југо, брат, тоа заљубен бев. Тоа го да. продадов за да можам да земам тркачки автомобил и искуство убаво, тинеџерски денови, знаете како е, тогаш југо беше поим во таа ситуација тие. Кој возе ти брат имавте по Имавме едно, исто, така, да, и исто он само исто, црвено он- и ја имав, моето беше, неговото беше црвено, моето беше бело, па Бел, после па, жолто, да, го така, препаруваме така да. Јако беше Ето, кога ќе се бавите, ама многу беа добро, направи Да, сериозно ти идентични кажам. Мене двете. ден денес ми се станат Да, онако да, глава да, баш да. дека внатре ги имав убаво средени, баш Баш направи беше така тоа спортски топ, рейсинг да, дан да, за сега. Одлично, убави денови. Убави времења, да. Да, мене ми е криво е за тоа југо да знам да имав пари тоа ќе трку. Сериозно ти кажам, бе фептен зањуве во тој колич. Дури моето пробав да го направам, ама Да, никогаш да, не му ти ставив имаш. друга машина, знам го нарачував кајнден филтри од Хрватска ми носеа, па му правев нешто овакво. Да. Издувите ми чепка, вогрели карбуратор става бе глупост. такви Само денови. џабе пари трошење, да не речам, ама тоа е тоа. Убаво, така, убави сеќавања. Ближиме при крај сме со времето. Актуелна за жал сега ситуацијата што се случи, нели, она сообраќајка, каде што за жал погина младата Фрусина. Што има иđе да каже на тој поглед за Марче, живењето по улиците? Мора да ја зголемиме свеста. Не се работи за Иđе, не се работи за Марко, се работи за сите нас, за наши деца, за сите честници луѓе кои што живеат оваа држава. Ако ние самите не сме свесни, нема никој од надвор да ни го донесе тоа. Ја неколку пати во мојата кариера имам направено и настан и Да, знам, кампањи. повеќе кампањи да, имаш правев учествувано. кампањи самостални кои што за зголемување на свеста во сообраќајот, за имавме на тие настани инвалидизирано лице кое што заради X фактори каде што брзале негде направиле сообраќајка каде што биле инвалиди и многу убаво поминаа во јавноста на тие генерации деца кои што ги правевме, тоа беше 2015-та, чинам таа година, 2016-та. Навистина имаше ефект голем. Мислам дека треба повеќе да работиме со младите луѓе. Апсолутно сум противник по овие дивења низ градот што се дешаваат, но како што кажав, се зависи од самите нас. Автомобилот е превозно средство, потреба на сите, да, но додека го користиме онака како што треба. Ако ги надминеме перформансите кои што не ги дозволуваат реалниот сообраќај, станува едно оружје кое што може да усмрти некого, да повреди. Така да Кој е разликата? Гледаш ли некоја разлика во сообраќајот од ние кога растеме? Зошто и тогаш имаше брзо возење, нели? многу сме слаби со култура, сообраќајна култура во однос на И Европа. уназадивме, ја мислам дека Да, со годините дефинитивно како доаѓаме што уназадивме. да напредиме ние некако Имаме некои преговори да започнеме некои кампањи кои што би ги почнале да стварно допреме до луѓето, бидејќи како што кажав, не засегнува сите. Сите така. И Утре сече дете дефинитивно може, секој од нас мораме може сите да да се биде. насочиме кон ова, да ја кренеме свеста. Не зборам само за автомобилисти, за Да, луѓето и кои што и за не, пешаци, и велосипедисти, за пешаци, за сите. мотоциклисти, Немаме сите. култура да Да, чекаме на семафори, сакаме да Ма отидеме ја на имам многу црвено. мои другари кои што точак ќе земе заедно да возиме. Мене ми се смеат што сум возел по велосипедски патеки што на пешачки се симнуваме, разбираш? апсолутно, да. Ја викам така треба у сообраќај. Исто како што очекуваш он да застане со кола да те пропушти, така ти имаш законска обврска да се, нели, симнеш од Има возилото. ситуација каде што Тоа пешаци е. сите чекаат, не знам, 10 на пешаци чекаат, некои ќе поминат на црвено, Да. ќе истрчаат. Знаеш, мора да ја зголемиме
свеста на предизвиците кои што може да дојдат од сето тоа. Да се помогнеме сами на себе. Само тоа ни е спас, нема друго ништо. Да. Уште едно пак ќе те прашам, дали гледаш некоја разлика нели тогаш, дали поише сега се вози брзо, Мислам дали дека тогаш сега е полудост. Автомобилите отидоа многу напред, имаме брзи автомобили. Младината веќе сака такви автомобили. Па тоа не е порано југовци возат, ма исто пак беше опасно брзо да се вози, да не лажеме, да. Автомобили се навистина зверови во моментов што се прават и навистина да мора да направиме Јас сум не можел со југото 130 да дигнам да речеме на партизанска, сериозно ти кажам. Можете по 180 да отидете од семафор до семафор, колку мокни се тие автомобили. За жал што млади луѓе управуваат со такви автомобили без искуство. Она што треба го направиме сите и јас секогаш сум тука на располагање да направиме едукација на младите луѓе, да ги внесеме во ето опасностите кои произлегуваат од брзото возење. А дали мислиш дека покрај едукацијата дека и казните, глобите би помогнале? Мислам дека би помогнале, но пред се е свест. Да, едукацијата. Има деца, има родители кои што може да плаќаат казни, кои што парите не им се проблеми казните, верувам. И тие секогаш возат такви брзи и мокни возила. Знаете како вие ќе оказните некој што има некој си возило кое што коло 50.000 евра со 500 евра казна ниша, млад дечко кој што сега е во пубертет и мисли дека е све можно да направи и да му даете автомобил од 150.000 евра кој што е со многу конски сили, него казна од 100-200 евра нема му значи ништо, да ќе ја плати и пак ќе диве. Мислам дека не е тоа решение, него свеста, разговори, едукации, апсолутно ригорозни казни мора да има. Да. Не се разбравме, јас сум за тоа дека мора да се работи на едукација. Да. Дека не ми е јасно како можеме, нели, на секој шистиот муабет, ќе отидеме во странство, одма ги прифаќаме и доаѓаме дури тука леле шубаво се вози, таму дадеш мигавец не пушта. Па зашто викам него правиш тука ти? Свеста кај луѓето и не знам. Ја многу често не идувам на оној проблем кај луѓе. Знаеш кој ќе му кажеме така, па добре брат, еве го гледаш дека жмигавец си пропуши. Да бе, ама он после мене не ме пуша. Ама брат, па почни ти од тебе. Почни ти да пропушташ луѓе. Почни кажи му на син ти твој, кажи му на другар ти, слушај брат, не е убаво вака. Почни со луѓето околу тебе да ги едуцираш, почни ти да го правиш тоа. Може би ќе промениме нешто, ама се додека викаме, што ја џабе го правам кога он не го прави, ништо не правиме брат, така. Знаеш што е интересна ситуација кога ќе застанам да речеме на семафор, кога ќе ме види некој со такви возила, ајте помладите обично. Знаеш како е сакаат одма да се тркаат, нешто ми прават, ми свираат, едно друго ќе почнат да провоцираат, намерно ќе пробам да ги престигнам и ќе ги успорам пред нив за да ги успорам, за да им докажам дека не е решение тоа, не е тркачка патека, некој може да направи глупост, разбираш, ама за жал тоа е. Ни останува да работиме на проблема, да го решиме и да сите заедно да се трудиме колку може повеќе и се надевам дека ќе има некој прогрес. Така. Иже, имам уште многу работи да си кажеме, но сега за жал времето не гази. Сега го повторно ќе те повикам пред почеток на сезона, потекот на сезона ќе збориме и за наредните победи и секако ќе зборуваме и за следната титула. Нареден пат, така како. Иже, фала ти брат многу. Се гледаме во следна прилика. Фала на повик, секогаш за тебе и ќе ми биде мило да доеш на некоја трка да видиш што станува збор. Обавезно. Треба ти должам за. Имајте прекрасен остаток од вечерта. Се гледаме во следното издание на Сител подкаст. Чао.